Добро, денеска имаме една убава прилика и можност да бидам тука во Чаир, да разговараме со граѓаните за сите проблеми што ги имаат, но и да представиме нашата програма. Денеска граѓаните во Чаир ми кажа дека тешко е да се живее тука во Чаир, поготово бидејќи се чувствуваат како граѓани од втор ред, поготово македонците. Не може да си ги остварат своите права во општината, чекаат со месеци, а некогаш не се ни примани. Слабо со проекти, нема реализација, нема капитални инвестиции, нема нови улички и сето тоа е врз грбот на сите граѓани тука во Чаир. Кога ветуваа дека 500 евра ќе има плата за секој, кога ветуваа од СДСМ дека ќе има 500 километри автопати, ги заборавија овие граѓани тука, го заборавија Чаир. Чаир е тешко да се живее, но овие луѓе се упорни, овие луѓе се луѓе со срциња како планина и ќе издржат и сакаат еден убав и спокоен живот тука во Чаир. Но никој од нас не сме да ги заборави. Ние имаме прекрасни луѓе тука и на листата, но и прекрасен комитет што постојано се гледа со сите граѓани. Они сакаат еден добар соживот, но ние сите заедно тоа треба да го направиме. Затоа во наредниот период сите ние заедно ќе ги промовираме нашите позитивни вредности, нашите проекти. Како граѓаните да си го откупат дворното место, а не да бидат постојано со притисок од општината, да не знаат дали еден ден ќе влезат, да ги примат за тој проблем. Исто така да ги решат основните базични проблеми што ги има секој еден граѓанин тука. Немаат паркинг место, не може да се справат со овој урбан хаос што се случува тука во Чаир. Затоа ВМРО-ДПМН ги повикува да останат спокојни, да гласаат за ВМРО-ДПМН, а потоа сите заедно да ги решаваме сите проблеми, ако треба и поединечно на секој еден од нив, за да се уверат дека овие граѓани не се граѓани од втор ред. Благодарам.